Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Јане Бојаджиевски. Новиот американски командант во Афганистан, генералот Девид Петреус, ги брифираше официјалните лица на НАТО. Во Афганистан уапсен локален талебански командант. Државната секретарка Хилари Клинтон во неколкудневна посета на Европа. Ураганот Алекс го истури бесот во Мексико и Тексас. Емисијата започнуваме со овие вести. Новоименуваниот командант на американските меѓународни сили во Афганистан ги брифираше партнерите од НАТО во Брисел. Генералот Девид Петреус вети напредок во војната и истовремено истакна дека престои тешка битка против Талебан. Тој рече дека нема да има промена во досегашната стратегија, чиј дел е и да се стори се за да се заштитат цивилите. Во меѓувреме афганистански меѓународни сили уапсија локален водач на Талебан по 4-часовна пристрелка во јужниот дел на земјата. НАТО соопшти дека војниците привеле и неколку милитанти, вклучувајќи го и челникот на Талебан во областа Наузат, каде била извршена операцијата. Американската државна секретарка Хилари Клинтон заминува на турнеја по 5 источноевропски земји и Кавказскиот регион, за да ги увери тамошните сојузници дека подобрувањето на американско-руските односи нема да биде на нивна сметка. Клинтон ќе ги посети Украина, Полска, Азербејџан, Ерменија и Грузија. Американскиот центар за урагани го деградира Алекс од ураган на тропско невреме, откако тој истури силни ветришта и дождови во Мексиканскиот залив и Тексас. Метеоролозите во Мајами велат дека ветриштата четвртокот опаднале во брзина 170 на 110 км на час. Невремето поплави крајбрежни градови во Мексико, што предизвика евакуација на илјадници жители. Полицијата во Кипар трага по еден од 11-мината осомничени кои САД ги обвинија за шпионажа во корист на Русија. Кристофер Роберт Мецос не се појавил на задолжителниот состанок во полициската станица во Варнака во средата, откако претходно бил ослободен со кауција. Мецос беше уапсен на Кипар откако САД уапсија 10 лица обвинети за долгогодишна шпионажа во САД за руската разузнавачка служба и го обвинија Мецос дека финансиски ги поддржувал. Руското министерство за надворешни работи во средата соопшти дека не очекува апсењата да наштетат на односите со Вашингтон. Денешната здравствена тема е диабетесот, болест што е сериозен проблем и во Македонија. Диабетичарите од Тетовскиот крај, на пример, имат потешкоти со редовно снабдување со инсулин. Според медиумите, само во тој регион се регистрирани над 8000 заболени, а дневно се откриваат од 1 до 3 нови случаи. Во светот, најраспространет е диабетесот тип 2, меѓу постарите лица со вишок на килограми. За тоа говори следниот прилог. Статистиката е доволно застрашувачка веднаш да се прекине со нездравата исхрана. Според Светската здравствена организација, над 2 милиарди возрастни лица до 2015 ќе бидат со прекумерна тежина, а 700 милиони ќе спаѓаат во категоријата дебели. Ова е растечки проблем дури и во земјите со ниски и средни примања. Намалената физичка активност и внесувањето на големи количини на масноти и шеќер се рецептот за глобалната епидемија, наведува СЗО. На Универзитетот Вашингтон во Сиетл истражувачите следеле група од преку 4000 лица над 65 годишна возраст и никој од нив на почетокот немал диабетес. Го мереле нивото на масноти во телото, големината на половината, како и соодносот меѓу половината и колкот во рок од 12 години. Мари Бикс е дел од истражувачкиот тим. Дури и меѓу постарите лица над 75 години, високото ниво на масноти во телото е поврзано со непознатиот вид на диабетес, типот 2. Мажите на границата да бидат дебели се со 5,5 пати поголем ризик од диабетес отколку оние со умерен вишок на килограми. Кај жените ризикот е околу 3,5 пати поголем. Одржувањето на витка става е клучно во борбата против диабетесот. Резултатите афирмираа потребата од внимавање на телесната тежина во 50-тите години и одржување на здрава линија и на постари години, за да се намале ризикот од диабетес. Истражувањето е објавено во журналот на Американското медицинско здружение.
Неделава во Вашингтон содржа комеморација за поранешниот играч на NBA и хуманитарец Мануте Бол. Тој почина на 47 годишна возраст поради проблеми со црниот дроб. Играше долги години за Вашингтон Булетс, но центарот најповеќе ќе остане во сеќавањата и како хуманитарен джин во родниот Судан. Еве зошто. Семејството и пријателите во Националната катедрала во Вашингтон дадоа почит на кошаркарската звезда Мануте Бол. Љубителите на спортот го паметат по кошевите и висината, но чичко му по неговата великодушност. Најважна работа е што ќе направите во животот. Меѓу нас, Мануте ќе биде запомнет по неговите добри дела. Повеќето од парите што ги заработи од спортот ги даде на својот народ. Многумина го истакнуваат големото срце на джинот од 2 метри и 29 сантиметри од племето Динка од Јужен Судан, кој никогаш не заборави од каде дојде. Во 25 години минати во Соединетите Американски држави, Мануте знаеше што треба да стори. Се залагаше и другите во Судан да добијат образование и слобода. Бол работеше со организацијата из Грейсонце на Судан за изградба на училишта во јужниот дел на земјата и се залагаше за помирување на христијаните, анимистите и муслиманите. Бил инспирацији за суданскиот амбасадор во САД, Акек Коч Ачиу. Благодарни сме на Мануте, тој беше символ на единство и помирување. Градеше џамија во Северен Судан, тоа е знак на помирување. Мануте Бол ќе почива на семените гробишта во Судан. А во утрешната емисија за новите државјани на САД 4 јули има посебно значење. Во продолжение како илјадници имигранти поднесоа заклетва за државјанство на церемонија во Лос Анџелес. Прилог за нивните импресии и очекувања. Гледате утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш, 4 јули, денот да се стане граѓанин на САД. Празникот на независноста воедно е најсимволичен ден во САД за добивање на државенство. Гледате утре во Ньюсфлеш. Ова беа вестите за денеска, го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.